Прогласувањето за светец е една од највисоките почести која ги доделува Римокатоличката црква. Процесот вообичаено е долготраен и се случува долги години по нечија смрт. Првото правило е дека треба да поминат 5 години откако еден човек ќе почине за официјално да започне процесот, но исклучок може да се направи со одлука на папата. Периодот на чекање е за да се смират емоциите по смртта и случајот да биде објективно оценет. Процесот за мајка Тереза започна помалку од 2 години по незината смрт со одлука на тогашниот папа Јован Павле II. Во втората фаза, бискупот од епархијата каде што починало лицето треба да отвори истрага за неговиот живот, со цел да се утврди дали тој бил доволно свет и доблесен за да биде прогласен за светец. Барање за отворање на ваква истрага од епархот може да побараат и религиозни групи. Потоа се собираат докази од животот и делата на индивидуата, вклучувајќи и искази на сведоци. Доколку има доволно докази, епархот треба да побара дозвола за отпочнување на процесот од конгрегацијата задолжена за преиспитување на кандидатите за светци. Позитивниот одговор на ова тело значи дека лицето може да се нарекува Божји слуга. Третиот чекор започнува со анализирање на доказите од страна на специјалната Ватиканска конгрегација, доколку тие исто како и епархот одлучат дека има доволно докази дека работата на лицето била света и честна и дека нивниот живот бил пример за верниците. Случајот стигнува до папата. Тој одлучува дали овој човек имал херојска доблест и со тоа дали ќе ја добие титулата преподобен. Четвртата фаза е наречена беатификација и за таа да се случи треба на особата да й се припише чудо, кое се случило преку молитви во негово име по смртта. Ова се толкува како доказ дека човекот се наоѓа во рајот и може да посредува кај Господ за одредени услуги. Така наречените чуда ги потврдуваат експерти од Ватикан. Доколку тоа се утврди, лицето го добива епитетот благословен. Исклучок од ова правило може да има за мачениците, односно за оние кои загинале за својата вера. Тие може да бидат беатифицирани без да им биде припишано чудо. Во случајот на мајка Тереза, папата Јован Павле II во 2003 година го прифати како автентично чудесното лекување на индијката Моника Бесра, која имала тумор во стомакот. Според информациите, жената се опоравила откако на незиниот стомак била ставена слика со ликот на мајка Тереза. Петти и последен чекор во прогласувањето на светец е канонизацијата. За ова да се случи, потребно е на индивидуата да й биде припишано и второ чудо, кое ќе биде потврдено од Ватиканската комисија. За време на оваа церемонија папата одржува специјална миса на која се читаат неговите животни дела, а потоа се кажува и молитва на латински со која лицето се прогласува за светец. Минатата година папата Франциско го призна второто чудо на мајка Тереза за лекувањето на еден бразилец со повеќе тумори на мозокот во 2008. Наводно човекот неочекувано се опоравил откако неговиот свештеник се молел на мајка Тереза за интервенција кај Господ.